Централно издание на Дневникот Добровечер. 12 ден од изборната кампања. Партиите и коалициите и вечерва одржаа митинзи низ државата. Директно во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации поврзани со политичките партии. Започнуваме веднаш по кратките најави. Пола од предизборниот период за представување на политичките партии помина. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Владко Поповски, денеска оствари средби со работодавачите и невработените лица од Кавадарци и Росоман. Во Дневниот центар за лица со посебни потреби, одбележан утрешниот 3 декември, светскиот ден посветен на оваа категорија лица. Панче Иванов, кандидатот за пратеник на СДСМ, денеска на пресконференција најави ослободување од административните формалности на наставниците од основното и средното образование, укинување на екстерното тестирање, воведување на нова политика за стипендирање на студентите, како и започнување процес на наградување и мотивирање на наставниците со најдобри резултати. Во нашата програма План за живот во Македонија ќе изедначиме наставничката плата со просечната плата во државата. Наставниците со повеќегодишно искуство и дополнителни работни задачи ќе имаат коефициенти со кои ќе имаат соодветно повисоки плати, истакна кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов од партиската говорница. Секој наставник со повеќе од 20 годишно искуство во образованието ќе може да има помал број на часови, по 2 часа помалку неделно на секои 5 години стаж. Значи, наместо 20 часа, после 20 години стаж, ќе има 18 часови, па 16 часови и така натаму. Со тоа, ќе се ослободат часови на кои ќе се примаат завршените студенти од државните универзитети со просек над 9. Иванов најави ослободување од административните формалности на наставниците од основното и средното образование. Ќе инвестираме во инфраструктура и организација во образованието, кој ќе го намали бројот на ученици по паралелка од сегашниот просек од 30 ученици, тоа е максимумот, во паралелка на 24 ученици. Помали паралелки значат поквалитетно образование и поуспешни ученици. Тој обвинува дека наместо да се работи на подигнување на квалитетот во образованието, се спроведувале проекти за целосна партизација. Инспекцијските служби и екстерното тестирање се користат како инструменти за држање во покорност на наставниците и професорите. Автономијата на универзитетите е целосно уништена, а дисперзираните студии дополнително го слушија квалитетот на високото образование. Укинување на екстерното тестирање, воведување на нова политика за стипендирање на студентите, како и започнување процес на наградување и мотивирање на наставниците со најдобри резултати, најави Иванов. Кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од СДСМ за Кавадарци, Бетијан Китев, посочи дека во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, План за живот во Македонија, се предвидени повеќе мерки за реформирање на здравствениот систем и за подобрување на состојбата во оваа клучна област. Состојбата во здравствениот систем во Република Македонија, вклучително и во Кавадарци, е алармантна и што е уште пострашно, состојбите од ден на ден се влошуваат. Сите сме сведоци на катастрофалните услови во кои се згрижени пациентите, истакна денеска на пресконференција кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од СДСМ за Кавадарци, Бетијан Китев, кој посочи дека во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, План за животот во Македонија, се предвидени повеќе мерки за реформирање на здравствениот систем и за подобрување на состојбата во оваа клучна област. Деца ни умираат поради тоа што државата решила да гради барокни фасади, музеи и споменици, наместо да оздвои средства за децата на кои им е потребна операција во странство. Зарем мермерот може да биде поважен од човечкиот живот? Во првите 6 месеци од мандатот, просечната плата на здравствените работници ќе биде покачена за 15% во однос на сегашната. А до крајот на мандатот, платите во здравството ќе бидат двојно поголеми од сегашните.
основните плати на докторите специјалисти во терциерното здравство ќе изнесуваат повеќе од 100.000 денари. Ќе воведеме бесплатно болничко лекување, целосно ќе ја укинеме партиципацијата за истото. Тоа ќе значи дека сите наши граѓани ќе можат да добијат бесплатно болничко лекување во јавното здравство. Понатаму ќе обезбедиме целосно информатичко поврзување на здравствениот систем во Македонија. Со тоа ќе ја зголемиме точноста и ефикасноста на здравствените услуги и ќе го намалиме чекањето како и непотребната бирократија. Исто така, Китев потенцираше дека ќе воведат основни бесплатни стоматолошки пакети за секој матичен пациент. Децата до 18 години ќе имаат целосно бесплатна стоматолошка заштита. Драги сограѓани, здравјето на децата нема цена. Нема да дозволиме лекувањето на децата во Македонија да зависи само од хуманоста на граѓаните. Ќе создадеме посебен фонд за финансирање на лекување во странство на деца до 18 години, кој ќе мора итно да ги носи неопходните одлуки, ослободен од било какви политички или министерски притисоци. Почитувани сограѓани, ве повикувам масовно да излезете на 11 декември и заедно да го победиме овој корумпиран режим, да го заокружиме редниот број 4 со носителот на пратеничката листа Зоран Заев и да овозможиме живот во Македонија. На предвремените парламентарни избори на 11 декември Китев ги повика граѓаните до вербата да им ја дадат нив за поквалитетно здравство и поквалитетен живот во Македонија. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата вечерва митинг одржаа во Свети Николе. Тие ја представија својата предизборна програма реално, а повеќе детали за тоа како помина овој митинг ќе дознаеме од колешката Катерина Нацева, која во овој дневник директно ја вклучуваме од Свети Николе. Кате повели со информациите. Така, студио, пред известно време заврши митингот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија овде во Свети Николе. На ова представување пред граѓаните во Свети Николе се своје обраќање имаше кандидатот за пратеник од изборната единица 3 Благица Ласовска. Предлагам овде да слушнеме дел од низината изјава. Новата програма на ВМРО ДПМН и коалицијата нуди реалност, а реалноста веќе ја гледаме. Тоа е автопатот Миладиновци Свети Николе Штип, кој представува реален развој на општина Свети Николе и цела Источна Македонија. Реалност се субвенциите во земјоделието. Почитувани од 2006 па се досега во овчеполието се дадени над 20 милиони евра субвенции. Што ќе добијат граѓаните на Свети Николе, но и граѓаните на Македонија, можевме да слушнеме од излагањето на носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија, Илија Димовски. Овде предлагам да слушнеме дел од неговото излагање. Денеска секојдневно го гледаме напредокот на изградбата на автопатот кон Скопје, кој што Свети Николе ќе го донесе многу поблиску до центарот на Македонија, ќе му отвори многу можности, многу комуникации и шанси за побрз економски развој. Тоа е инфраструктурен проект кој што во овој дел од Македонија не сме го виделе не со години, туку со децении наназад. Заради тоа што велиме, штом Западна Македонија има автопати, и Источна Македонија заслужува да има автопати. Тоа што децении зад нас, многу влади и многу политичари ја оставале запоставена и запустена Источна Македонија не смее никогаш повеќе да се повтори. Овде пред присутните светиниколчани кои што масовно излегоа и покрај ниските температури на плоштадот во Свети Николе. Своје обраќање имаше и лидерот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија Никола Груевски. Тој даде осврт на неколку досега реализирани проекти, но и она што тие во иднина планираат да го направат доколку повторно ја добијат довербата од граѓаните на Република Македонија. Овде предлагам да слушнеме дел од неговото излагање. Се променија многу работи во Македонија.
невработеноста се намали од 38,7 на 24%. Всушност, во 2006 година во Македонија работеа се на се 560.000 луѓе во Македонија. Сега во Македонија работат над 720.000 луѓе, а планираме по 4 години таа бројка да биде близко до 800.000 вработени луѓе од 560.000 кои ги наследивме колку што имаше отворено работни места во Македонија. Драги пријатели, не само минатиот труд, и програмата која што ја нудиме, наречена реално, и сето она што го нудиме во таа програма е нешто што ќе не донеси до нова голема победа. Но овој пат, освен минатиот труд и освен новата понуда и новата програма, граѓаните имаат и една специјална причина заради која што силно ќе го погазат СДСМ. Најсилно во овие 10 години, најсилно по 10 пат, најсилно затоа што ги поценија. Затоа што во овој период од 2,5 години на создавање криза, некој си поигруваше со чувствата на граѓаните. Некој не ги сметаше за живи затоа што 2,5 години земјата ја ставаше во криза заради своји и нечии туги цели и заради нивно остварување. Драги пријатели, сега кога веќе се навршуваат деновите на кампањата, не само што слушаме дека меѓу нивното гласачко тело ја напуштија теоријата дека ќе победат, туку влегува во нова теорија дека ќе правеле некаква широка коалиција. На што ние им одговоривме дека тоа е невозможно, односно тоа е само обид да се продолжи политичката криза. Ние овде завршуваме со нашето известување. Се надевам дека нашите гледачи беа доволно информирани за сето она што се случуваше во Свети Николе и она што го пренесоа одовде коалицијата за подобра Македонија. Студиото, колку немате прашање, овде ве поздравувам. Кате, јас ти благодарам за ова вклучување во дневникот, а ние продолжуваме понатаму. Носителот на листата за пратеници од изборната единица 3, Илија Димовски, синоќа на директни средби со граѓаните од Велес, ја промовира изборната програма реално. Тој оствари средби со спортските работници, вработените во образованието и во здравствениот систем. Спортските работници, вработените во образованието и во здравствениот систем, беа целните групи со кои вчера вечер работни средби имаше носителот на листата за пратеници на коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 3, Илија Димовски. Имаме масовни средби на кои што присуствуваат огромен број на наши сограѓани од Велес, на кои што разговараме за многу различни аспекти на досегашната работа, како што рековте, но и планови за идната работа. Сите кои што доаѓаат го потенцираат она што е јасно, а тоа е кредибилитет на даден збор. Создадени се условите за динамичен развој на спортот, но она што е цел е да јакнати самите спортски капацитети, потенцираше Димовски. Продискутиравме за концептот за финансирање на спортските клубови преку ослободување на компаниите од дел од оној данок на добивка кој што го плаќаат спрема државата, значи во зависност од тоа во која категорија се надпреваруваат и во зависност од тоа кој спорт е, ослободувањето на фирмите кои ќе помагаат на фудбалските, на ракометните, на одбојкарските, на кошаркарските спортови и на сите индивидуални спортови ќе се движат и до рамки од 40-50% од данокот кој што треба да го платат. Димовски најави дека на територијата на изборната единица број 3 ќе се градат повеќе наменски игралишта, ќе се реконструираат фудбалски терени, во Штип ќе се гради затворен базен, во Чашка спортска сала, а ќе се реконструира и спортската сала Гемиџи во Велес. Кандидатот за пратеник Ѓорги Коџабашиев денеска најави брзо решавање на најжешката еколошка точка во Велес. Тој потенцира дека гласот за ВМРО ДПМНЕ е гласа за поздрава и почиста животна средина. Субвенции за грејење со палети, за набавка на електрични автомобили, за инсталирање на топловодни сончеви системи за домаќинствата. Ова се само дел од проектите од изборната програма на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во делот на екологијата.
Кандидатот за пратеник Ѓорги Коџобашиев денеска најави брзо решавање и на Нежешката еколошка точка во Велес. Дислокација на згурата производ од 30 годишното работење на топилницата, за што е доделена концесија за незина експлоатација. Во тек е подготовка на рударската документација за регулирање на дозволата за експлоатација и според плановите на концесионерот, со експлоатацијата на троската, незиниот транспорт и ремедијација, санација и рекултивација на земјиштето се планира да се отпочне од текот на 2017 година. Непомалку значаен, вели Коџобашиев, е и проектот ваучери за плински уреди. Се предвидува да се додуваат ваучери од 300 евра за набавка на плински уред за автомобили со Евро 0, 1, 2 и 3 стандард, кои ќе се распределат на јавен повик секоја година. Придобивките од спредувањето на оваа мерка се однесуваат на помали трошоци за гориво, како и намалување на емисиите на загадувачките супстанции во воздухот. Коџобашиев, барајќи ја довербата од граѓаните, потенцира дека гласот за ВМРО ДПМН е глас за поздрава и почиста животна средина. Елизабета Канчевска-Милевска денеска во Кавадарци на пресконференција презентираше мерки и проекти од програмата Реално. Во своето излагање таа се осврна на реализираните проекти кои намалија невработеноста, ги потенцираше проектите од културата и нагласи дека инвестициите во оваа област продолжуваат и понатаму. Нашите заложби во насока на намалување на процентот на невработеноста е еден најсилен и најголем аргумент и на овие избори, бидејќи сепак невработеноста успеавме да ја намалиме од рекордни, морам да кажам, 38% на 24% и ветуваме, значи, во новата програма и во наредниот период дека тој процент на невработеност ќе дојде до 17%. Но нешто што е специфично и значајно за Кавадарци е тоа што стапката на невработеност е под 10%. Продолжува акцијата Отворени денови на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Вакви денови денеска имаше во центрите за вработување во Кавадарци и Росоман, каде директорот Владко Поповски оствари средби со работодавачите и невработените од овие две општини. Работодавачите и невработените лица од Кавадарци денеска имаа можност да дадат своји предлози, идеи, размислувања и критики во Центарот за вработување во Кавадарци, каде се сретнаа со првите луѓе на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Директорот Владко Поповски нагласи дека во наредниот период нивните критики и сугестии ќе бидат прифатени со голема доза на сериозност и ќе бидат ставени во оперативниот план на Агенцијата за 2017 година, бидејќи, како што нагласи тој, само така може да се дојде до поквалитетно работно место и вработување на голем број граѓани со поголема економска придобивка за самите нив. Ги повикуваме и граѓаните на Кавадарци и околината, доколку имаат некоја идеја за нова мерка, начин, постапка, да видоизмениме некоја мерка која што ќе биде уште поприфатлива за граѓаните на Кавадарци и околината, слободно нека се достава до Центарот за вработување или пак на нашиот мејл, на нашата мејл адреса, тоа е info@avrm.gov.mk. Со тоа што секоја од овие, да кажеме, предлози или сугестии или критики ние со доза на сериозност се прифаќаме, бидејќи секогаш кога граѓаните имаат идеја, добро да се сослуша, да се види, нормално тоа да се имплементира. Раководителот на Центарот за вработување Благој Борисов истакна дека ваквите денови вродуваат со плод, бидејќи и невработените и работодавачите можат директно од првите луѓе да се информираат за најновите мерки на агенцијата. Сметам дека задоволно има огромен интерес и ние сме заеднички стално во корис нивна, значи сите објаснувања до објаснувања, да му влеземе во положба кога, како, во кој временски период од годината, значи мерките и активности се во текот на една година со различна динамика. Во најголем дел, значи, да посетиме дека се во почетокот на годината, значи ни следува 2017, тоа е средина на јануар, почеток на февруар, во најголем дел мерките се во тој временски период. Само вработувањето како една мерка со поголем процес, што значи аналитички земено досега има од 30 до 40 лица од 26 досега.
Во моментов во Агенцијата за вработување активни се 3 огласи. Огласот за сертификација за Word и Excel, за напредни IT виштини и огласот за бизнис англиски јазик, за кој што се добива сертификатот Bullets, кој се полага во Британскиот совет во Скопје и со него се добива сертификатот Кембридж Универзитетот од Англија. Отворен ден Агенцијата за вработување денес реализираше и во општина Росоман. Во Дневниот центар за лица со посебни потреби одбележан утрешниот 3 декември светскиот ден посветен на оваа категорија на граѓани. По овој повод, заедно со представници од клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст, денеска тие одржаа работилница. Во Дневниот центар за лица со посебни потреби се одбележа 3 декември светскиот ден посветен на оваа категорија на граѓани. Заедно со представници од клубот на млади при општинската организација на Црвен крст, тие одржаа работилница на која изработуваа новогодишни украси. Посетата на градоначалникот Славчо Чадиев е од големо значење за овие лица, бидејќи локалната самоуправа во континуитет реализира стратегија за лицата со посебни потреби. Општина Велес генерално со својата програма, со својата стратегија за лицата со посебни потреби, а тоа го прави во текот на цела година. Така да ние ќе продолжиме и оваа нова програма што е за социјална заштита. Имаме добар опфат на активности кои што се посветени на лицата со посебни потреби, но меѓутоа тука и стратегијата која продолжува и понатаму. Поддршката од локалната самоуправа ќе продолжи во иднина, истакна Чадиев. Тие и понатаму ќе добиваат потребната поддршка за спроведување на активностите. Работилницата во Дневниот центар е традиционална и се одржува секоја година. По пети пат Основното училиште Блаже Конески организираше базар на храна. Повод годинава е 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби. На штандови се продаваа специјалитети кои ги донираа родителите на учениците, наставниот кадар и пекарите од Велес. Пити, колачи, разни салати, солени и благи торти беа дел од специјалитетите на штандовите на петиот базар на храна, кој Основното општинско училиште Блаже Конески го организираше по повод 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби. Специјалитетите кои ги донираа родителите на учениците, наставниот кадар и пекарите од Велес беа на продажба со цел собраните средства да помогнат во адаптирање на сензорна соба. Средствата се наменски се употребуваат оваа година за оспособување и адаптирање на просторија за учениците кои што учат во нашето училиште, а се ученици со посебни потреби. Значи така наречената сензорска соба, која што планираме да направиме и со донации од други фирми во градот кои што ќе донираат свои средства. Базарот на храна секоја година има хуманитарен карактер, а собраните средства најразлично ги пренаменуваат за потребите на училиштето и учениците. На овој начин, вели директорот Николов, се подобруваат условите за извршување на наставната програма. Шестиот поред фестивал за изведбени уметности Импакт оваа година ќе се одржи од 4 до 7 декември, а програмата опфаќа 6 представи на 5 театарски куќи. Во недела стартува фестивалот со 2 кратки детски представи на наш мал театар, информира директорот на фестивалот Александар Ивановски. Вечерта во недела во 20 часот на малата сцена од театарот Джинот ќе се изведе представата Будење на пролетта во продукција на Интимен театар Битола. На 5 во понеделник во 20 часот исто во театар Джинот ќе се изведе представата Делириум Тременс на театарската работилница Прилеп. Тоа е една копродукција фактички меѓу театарска работилница и театарот во Прилеп. На 6 декември во вторник со почеток во 20 часот ќе презентираме представата Да го поздравиш и да ми го бациш во продукција на Артопија Скопје. Оваа представа ќе се одржи во клубот Тарантино и на крајот за затворање на фестивалот на 7 декември во среда со почеток во 20 часот повторно на сцената на театар Джинот. Театарот од Куманово ќе изведе представата Жена од минатото и со тоа ќе се затвори програмата на овогодишното издание на Импакт.
Никола Поповски денеска во Скопје оствари средба со унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијатро. Во тек е откупот на тутунот. 6 монополи од вкупно 10 го започнаа откупот. Крајниот рок за откуп на тутунот е 15 декември. Вести од Македонија. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто оствари средба со неговиот македонски колега Никола Поповски во Скопје, кога се очекуваше од земја која не е членка на Европската Унија да ја обезбеди Шенген зоната од бегалци кои што влегуваат во Европската Унија, доаѓајќи од земја членка на Унијата, а потоа минуваат низ земји кои не се членки на ЕУ, а од друга страна, Европската Унија не е подготвена да почне преговори за членство со Македонија, истакна Сијарто. И ако ги погледнеме постигањата на Македонија, што може да видиме? Македонија дава значаен придонес кон нашите НАТО активности, една од најзначајните учеснички од земјите кои што не се членки на НАТО. Мислам дека тоа треба да НАТО ова треба да го почитува многу повеќе отколку што сега го почитува и го зема предвид. Тој потенцираше дека неговата земја ќе инсистира на почнување на преговорите за членство во Европската Унија, што е можно поскоро. Сијарто и Поповски констатирале дека билатералната соработка е одлична. Работиме на засилување на економската соработка. Во овој дел значаен е фактот што двајцата констатиравме дека имаме посебно позитивен развој во овој правец и се зголемува трговската размена помеѓу двете земји. Посетата на Сијарто е во контекст и на бегалската криза и предизвиците со кои се соочува Европа денес. Шест монополи од вкупно 10 го започнаа откупот на тутунот. Крајниот рок за откуп на тутунот е 15 декември, докога останатите 4 монополи имаат можност за истото. 2800 тони тутун со просечна цена од 188 денари за килограм се откупени за помалку од 2 недели од оваа година. Додека пак лани просечната цена за килограм изнесуваше 182 денари. 540 милиони денари е вредноста на досега откупениот суров тутун, од кои 35% се веќе исплатени. Тутунопроизводителите задоволни. Реколтата годинава е со висок квалитет, а цената е добра, велат тие. Побарувачката е поголема од понудата, па тутунарите очекуваат дека цената ќе расте, особено што на почетокот се носат пониските класи тутун, а на крајот се предаваат најквалитетните. Француската полиција заплени над 1 тон кокаин во вредност од 100 милиони евра. Во една од најголемите рафинерии во Италија, јужно од Милано, изби пожар. Доналд Трамп изјави дека ќе го именува пензионираниот генерал Джеймс Матис за иден министер за одбрана на САД. Вести од светот. Над 1 тон кокаин во вредност од околу 100 милиони евра заплени француската полиција. Дрогата е пренесена со авион од Колумбија, а е откриена во еден магазин во францускиот град Бајрон, изјави обвинител од градот Бордо. Уапсени се 10 лица од Колумбија, Франција, Шпанија и Холандија, под сомнение дека се вмешани во внесувањето на кокаинот во Франција. Во една од најголемите рафинерии во Италија, јужно од Милано, изби пожар, а локалните власти побараа од локалните жители да останат во своите домови. Опожарената рафинерија, Санакаро де Бургонди, е во сопственост на компанијата Ени. Оттаму соопштуваат дека нема повредени во пожарот, а се демантираат и првичните информации дека се случила експлозија. Неколку часа им беа потребни на пожарникарите истиот да биде ставен под контрола. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп изјави дека ќе го именува пензионираниот генерал Джеймс Матис за иден министер за одбрана на Соединетите Американски држави. Изборот на Матис би можел да биде уште еден показател дека Трамп има намера идната американска надворешна политика да ја дистанцира од онаа што ја водеше Барак Обама, потпирајќи се на американските сојузници во борбата против исламистичките екстремисти.
Номинацијата на овој воен стратег веројатно ќе биде одобрена од припадниците на американската војска, од кои многумина го познаваат по прекарот Бесно куќе. Сепак за номинацијата на Матис има бирократски пречки, имајќи предвид дека тој е пензиониран во 2013 година, а за да биде одобрен од Конгресот потребно е новиот шеф на Пентагон да биде цивил најмалку 7 години пред именувањето. Утре ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност. Температурата ќе се движи од 3 до 12 степени. Деталите во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.